Во рамките на активностите на конзорциум Инноватор 2013, кој најави нови бранувања во поглед на иновациите и економскиот растеж на нашата општина, регионот и нашата држава, денес се случува една преубав настан, каде што имаме работен состанок со експертски тим за проценка на иновации, авторски дела и идејни решенија за поттик на економскиот развој на нашиот регион. Гостите ни се представници од Државниот завод за индустријска собственост, потоа од Агенцијата за заштита на интелектуална собственост БЕРИН, потоа раководителот на БДО, меѓународна групација на проценители, британска агенција за авторски права и индустријска собственост. Значи, со заштитата на авторските дела, иновациите, идеите, сето тоа ќе придонесе за понатамошен развој во поглед на заштита на иновацијските дела и авторските дела, што потоа ќе се развијат во нови бизниси. Во рамките на конзорциумот, една од трите значајни задачи кои што во овој период ги работиме, ова говорам одговорно во име на собранието на конзорциумот, во својство на председател и во име на професорката Дабовиќ како председател на извршниот одбор, кога на последната седница го потврдивме и акциониот план и оперативниот план на проекти. И да потенцирам, и овие активности се во рамките на припремата на проектот за истражување на потенцијалите и пазарот на авторски дела и иновации, кои што се зачеток или првиот чекор во економскиот развој според европските стандарди. Значи, ова значење, кое што го нагласи господјата, меѓу другото еве и мојата маленкост, и од посебна важност да се апострофира дека е и во согласност со стратегијата за развој на економијата по иновации, како и последните законски прописи и измени на законот и регулативата во областа на иновациите, а тоа е Законот за иновацијска дејност донесен на 29 мај оваа година, со која на иноваторите и на авторите им се дава право по основ на легитимна заштита на нивните авторски права, нови производи, технологии, патенти, дизајни на амбалажи и така натаму, аплицираат за користење на 10, 30 и 80 илјади евра неповратни средства од веќе сега формираниот фонд за иновацијска дејност на база законот, кој што е веќе овој месец е конституиран и е во постапка избор на директор на оваа фондација. Значи, станува збор за еден сериозен зафат на владата, меѓу другото и на конзорциумот преку овој проект кој што го работиме заедно со уште десетина други институции, вклучително на УКИМ, на Државниот завод, на Економски институт, еве и до агенциите кои што веќе ги спомнав. Значи, прилично е сериозна активноста, од друга страна и предизвик, бидејќи во иднина, тука и ќе завршам, еден добар дел на производите кои што се наоѓаат на гондолите во трговија и во производните фирми кои што не се заштитени, ќе имаат непријатности од инспекциите и инспекцијските органи, доколку сето тоа не е на одреден начин легитимно со закон регулирана, да кажам, постапка и уредно регистриран производ кој што ќе може и да квалитетно и со право го купуваме во трговијата. Зборам нешто околу заштитата на правата од индустријска собственост, кој спаѓа во доменот на кој мислам дека спаѓа во делот на Државниот завод за индустријска собственост. Заштитата има една важна улога, една многу важна улога која што за самиот производител, односно и корисници на услуги. Заштитата е еден важен сегмент, зашто? Затоа што со самата заштита самиот производител се штити да не го копираат производот, односно да не го копираат, од друга страна и производот може да има, кажува, на квалитетот на самиот производ. Многу значајно е ваква заштита да се направи од страна на
производителите. Кај нас се уште, да ви кажам, мислам, свеста за оваа заштита, за овој вид на заштита не е подигната на повисоко ниво, меѓутоа со тек на време, со многу организирани од страна на заводот, организирани семинари, работилници, веќе почиња малку да се осознава овој вид на заштита. Може самиот производ може да се заштити, како велиме, со трговска марка, може да се заштити со индустријски дизајн, може да се заштити со патент. Со индустријски дизајн, велиме, се штитат одредени форми, со трговска марка се заштитат имињата, може да бидат заштитени имиња, може да бидат заштитени етикети и сето тоа е во функција на разликување на стоките и услугите на еден учесник во прометот од друг учесник во прометот. Исто така со патент може да бидат заштитени и со патент може да бидат заштитен нов пронедок, кој што и пронедокот е еден важен тој е како дел од нов, не само од нов производ, него важно е за економијата на Република Македонија, затоа што со еден таков нов пронедок може Република Македонија да се дигне повеќе, затоа што врз основа на тие патенти, мислам, постои можност за лиценцирање, постои можност за извоз, зголемен извоз, постои можност за издавање, мислам, на патентите, мислам, сертификати за преноси до брендовите. Агенцијата за интелектуална собственост БЕРИН нуди посредување во заштитата на интелектуалната собственост, сите видови авторски дела и индустријска собственост. Нашите колеги ќе можат да дадат адекватни совети за нивна заштита и нивна понатамошна експлоатација, бидејќи нормално интелектуалната собственост, особено индустријската собственост како дел од нематеријално добро, најважно е да биде искористена, правилно заштитена и нормално да носи полза на собствениците и авторите кои се инволвирани во нејзиното создавање. Во Македонија постојат многу автори, многу креативна енергија, која единствено само со вакво канализирање, со правилно насочување на нејзината заштита и начини на експлоатација може да донесе некој бенефит и за авторите и за целокупната економија, како што кажа господин Ракиџиев.